ГФК Осогово летово исправено пред огромен проблем. Како стекнатиот второлигашки статус да го ефектуира во успешен проект, да создаде квалитетен и стабилен тим кој ќе биде на ниво на конкуренцијата. Или уште посуштествено, како да го реализира долгото и скапо првенство со крајно ограничени средства. Општината е тука ќе помага, но тоа не е доволно. Се види тоа и во примерот со Слога од Виница, која подклекна пред финансиски помоќните конкуренти. Ако целта е да се игра второлигашки фудбал само една сезона, тогаш вложените пари би биле промашена инвестиција. Затоа потребно е нешто многу посериозно. Ако фудбалот во целиот свет одамна е бизнис, тогаш нема логика кај нас да функционира според социјалистичките принципи на љубов, помагање и доброволност, а без јасна визија што понатаму. Кочани има стадион каков што нема од Штип до границата со Бугарија и има регионалната географска поставеност како регионален центар на општините Виница, Берово, Делчево, Пехчево, Македонска Каменица, па и Зрновци и Чешиново, Блешево. Тоа значи, ако се дефинира некаква осмислена и долготрајна стратегија, може да ги вклопи поволните предуслови за создавање клуб кој врз основа на пазарни законитости ќе може да прерасне во некакво акционерско друштво, според правилата на спортскиот, односно фудбалскиот бизнис. Една од опциите секако е влез на странски капитал во кочанскиот фудбал. Раководствата на ГФК Осогово во минатото и сега немале и немаат капацитет да излезат на поширокиот фудбалски пазар, меѓу другото и поради законските регулативи, но начини мора да постојат.